Кога си дома? Беше тоа песната Домот го мирисам во исполнение на групата Алегро, како најаван за нашиот денешен гостин во емисијава. Тоа е Санда Митев, човекот кој го познавам долги години. Санде, добар ден и добре дојде во нашава емисија. Добар ден и добро ве најдов. Прв пат си во новите простори на ТВ каналот ВИС, си гостувал секаде кај што сме биле. Да. Бевме барем на 5 различни места. Како ти се допаѓа ТВ каналот ВИС сега? Видите, сега се прекрасни. Прекрасни. Мислам дека е супер. Супер. Секој несреќа и нешто среќно. Апсолутно така. Кога велиш ти се допаѓаат просториите, дали од сите простории на ТВ каналот ВИС овие се најубави? Најубави. Ти благодарам. Тоа ми дава расположение, убаво да го поминеме муабетот. Санда Митев, вокалист на групата Алегро, почитувани гледачи. Зборуваме за музиката, зборуваме за естрадата, а кога зборуваме за естрадата во ова време, невреме, во ова време на пандемија од COVID-19, тогаш нема што многу да се каже, освен да се наметне првото прашање како помина 2020 година за групата Алегро. 2020 помина тешко. Последна турнеја имавме, мислам турнеја настап имавме во Дортмунд. Во Германија? Тоа беше 7 март. Така. По повод денот на жената 8 март свиревме, 8 се вративме и потоа почна короната и тоа беше последна свирка. Последна свирка. Од март до февруари, тоа е без малку една година. Значи само уште неколку денови и ќе прославите во наводници, ќе прославите една година неработење. Како се снаоѓате? Како помина таа година за една група, за едни музичари кои екзистираат токму од музиката? Тоа е тоа. Живееме на резерви, тоа што е спечалено. Така, а резервите се трошат? Резервите се трошат нормално. Се трошат и тешко е, така? Тешко е. Веројатно разговарате меѓусебно во групата, што правиме понатам и на што се сведуваат тие разговори? Тие разговори се сведуваат на сите свирки кои се закажени, се презакажуваат, некој има веќе и по втор пат и трет пат презакажување. Така. Што значи тоа? 2020 година имавте, предпоставувам, многу свадби закажено. Имаше. Можем ли да зборуваме за бројки? Некои се презакажаа. Така? Да. Многу. Особено во летниот период. Летниот период, фактички од половината на јули до август, цел месец, месец и пол, тоа е, кажи речи, секој ден свирки. Добро. И што работевте во таа 2020 година? Кога не свиревте? Па на музички план, скоро ништо. Дружба, дистанцирани сите. Така. Скоро ништо. Направивме неколку кавери на познати песни. Тоа го изработивме и сега почнуваме со планови за проби. Почнавме со проби да се одржаваме, да не заборавиме кај сме. Апсолутно. Има групи, има пеачи кои го искористиле тој период на овој вакуум период на неработење, па правеле своји нови песни, нови работи кои дај Боже ќе затребат нели во некое поубаво време. Направивте ли ви освен тие кавери кои ги спомна нешто ново? Нови песни не сме правиле, кавери. Тоа е сега трендовски правење на кавери. Да им објасниме на гледачите што тоа значи, познати песни. Познати песни ги преработуваме во некој наш аранжман. Да, кој го прави аранжманот кај вас? Сите заедно? Сите заедно. Сите заедно. Добро. Предпоставам уживаш во тоа, меѓутоа не е тоа, нели? Кога не можеш да настапиш во ресторан, на одредена свадба, кога ги покажуваш сите своји можности и како пеач, а и вие, групата Алегро како група, вие сте една од најреномираните групи во Струмица Струмичко, па
и респектабилна група во земјава, имавте многу настапи и во државава, свадби свирите не само во Струмица, туку во цела Македонија, нели? Многу настапи во странство. Каде досега имате настапувано во странство? Во странство Австралија, Германија најмногу, Швајцарија, Дортмунд, Дизелдорф, Франкфурт во Германија, Швајцарија, Лукарно. Поодамна имавме свирки и во Цирих, Луцерн. Така. И во Австралија каде? Во Австралија каде што има наши. Значи Сиднеј, Перт, Волонгонг, така. Мелбурн. Колку, например, Брисбен исто така имаше, да. Беше тоа голема турнеја, така? Голема турнеја, да. Колку време бевте таму? Еден месец. Цел месец бевте точно таму. 30 дена бевме со Сузана Гавазова, незината внука Зорица. И ние комплет цел оркестар. Така. Мислам и камбера имаше, да. Добро. Што нашите во Австралија, например, најчесто слушаат? Се разликували вкусот на музиката која денеска има помин овде во државава, за разлика од она што се слуша, да кажеме, меѓу нашинците во Австралија? Меѓу нашинците се слуша доста македонска музика. Така. Има и радио таму? Има и радио, повеќе има. Во сите градови мислам дека има македонски радио. Перт има, Мелбурн исто. Сиднеј. Сиднеј исто има, да. Така. Веројатно се слушат тие песни кои обработуваат тема на печалбарство и така натаму. Точно, повеќе фолк песни. Традиционални наши песни македонски што се. Слушат и нови работи, ама има и повеќе стари работи што слушат. Така. Исто така и на прават Балкан парти, мешано српското. Емисија ја започнавме со една песна кој го најави овој наш разговор. Тоа е песната Домот го мирисам. Да. Тоа е таа тематика на печалбарството, на тоа како наш печалбар го влече својот дом, нели? Домот го мирисам, многу интересен наслов. Например, како помина таа песна во Австралија? Оти беше наменска, нели, за таа публика? Јасно, песната помина супер и албумот го носеше насловот Домот го мирисам. Домот го мирисам се викаше албумот, така? И помина супер, а? Супер, да. Бидејќи текстот на ова песна е мој, почитувани гледачи, знам дека кога групата Алегро се врати од таа турнеја во Австралија и кога ги прашав како помина Домот го мирисам во Австралија, вели сите плачеа на таа песна и многу ја бараа. Така ли беше? Песната е прекрасна. Така. Текстот е ваш, музиката е на Златко Миладиновски и беше работена во XXL студиото на Дејан Момировски. На Дејан Момировски, добро. Такви песни навистина многу се сакаат во нашата диаспора и бидејќи јас како водител сум бил на разни турнеи, на пеачи, на групи и така натаму, како водител се разбира, и знам што бараат. Барем знам во Европа што се бара во Германија, во Швајцарија, Италија и така натаму. Иста приказна е и таму. Иста приказна е, тој е жал за дома, нели, оти само едно место на светот се вика дом. Добро, ќе го продолжиме разговорот, предлагам да слушнеме уште една песна, по твој избор што ќе биде тоа? Мост до љубовта. Мост до љубовта или Мост до љубовта. Ваш текст. Да, тоа е уште еден мој текст, песна која е направена во грчки мелос, мене многу ми се допаѓа, една од моите омилени песни. Значи, почитувани гледачи, Мост до љубовта со Санде Митев и групата Алегро. Што ме пламнува, јуже ветар што ме бранува. Ти си
сонот, мила моја, недосонуван, сон за кој што вредим да живеам. Ти си сонот, мила моја, недосонуван, сон за кој што вредим да живеам. Да се сруши небото и сите звезди со него, ти ќе бидеш за мене звезда вековна и сите светски богиња да станат реки мојиња, до тебе мост ќе направам со љубовта. Ти си песна што не стигнува, сладка болка што не минува. Ти си како златен факел што не згаснува, срце што за срце зараснува. Ти си како златен факел што не згаснува, срце што за срце зараснува. Се сруши небото и сите звезди со него, ти ќе бидеш за мене звезда вековна и сите светски богиња да станат реки мојиња, до тебе мост ќе направам со љубовта. Се сруши небото и сите звезди со него, ти ќе бидеш за мене звезда вековна и сите светски богиња да станат реки мојиња, до тебе мост ќе направам со љубовта. И да се сруши небото и сите звезди со него, ти ќе бидеш за мене звезда вековна и сите светски богиња да станат реки мојиња, до тебе мост ќе направам со љубовта. И да се сруши небото и сите звезди со него, ти ќе бидеш за мене звезда вековна. Ете, тоа беше песната Мост до љубовта или Мост со љубовта, бидејќи во рефренот се вели со љубов мост ќе направам, така ли? И уште една убава песна. Од кога датира таа песна? Таа е многу дамнешна. Дамнешна. Така? Има повеќе од 15 години. Има повеќе од 15 години. Добро. Ајде малку да ги запознаеме гледачите, бидејќи генерациите полека се менуваат, може би помладите слушат и поинаков вид на музика денес. Ајде да ги запознаеме за историјатот на групата Алегро. Од кога постои оваа група? Групата, да почнем од почеток, се формираше, мислам, не бевме истиот состав од 95 Добро, година. многу состави, многу групи се менуваат. Со Ѓорги сме заедно, значи комплетно. 95-та. 95-та. Прва свадба ми беше во ресторант Зик во Банско. Во Банско, така. Кој не постои како не по тој наслов, нели? Имаше и повеќе имиња, сега е Атлантис Палас. Така. Последно име беше и Дукат. Така. Ѓорги Костов, да, мојот колега, хармоникаш. Значи првите двајца во таа група сте вие двајцата и потоа дојде Живко. Добро. Перкусионист, тапанар, што викаме понашки. Потоа беше Дуле бас, па Дуле после неколку години испадна, па дојде Енис, саксофон и кларинет, Ташко гитара. Така. И потоа имаше некои измени, имавме вокални солистки. Сега во кој состав е? Сега сме јас, Вие Ѓорги, двајцата? Живко, Така. Аце, Ване Насков, саксофон, Ташко Костадинов, гитара.
Така. И Живко Божинов. Добро. Минатата година сепак снимивте, не 2020, но пред тоа снимивте неколку песни, за да се одржувате, нели, во јавноста, за да знаат кои сте и што сте. Од таа 95-та година до сега поминаа 26 годините. Не се малку. Кога секе се собере и одземе, што ја произлегува за тие 26 години? Што е тоа што ќе ви остави во најсилен впечаток во таа ваша пребогата кариера? Многу песни, колку албуми? Песни, да? Големо пријателство, другарство, љубов секој кон музиката. Поминавме многу убави години, имаше времења на ние како бенд доста работевме. Првите почетоци ни се свадбарски, со постари колеги Наце, тој беше основач на првиот состав што бевме со Ѓорги, Борче кларинет, саксофон, Асанов Джелјо, Иле Лаштинков, многу број музичари. Така. Свиравме свадби, потоа работевме и доста време кафана. Така. И поминавме многу убави моменти, имаше и дружба, се беше многу подруго. Така, но да не ги заборавиме и фестивалите. Настапивте и на неколку фестивали. Во Ландови имаме настапувано, Роса Фест, Охридски трубадури. Така. Имаше и по некоја награда, јас колку што знам. Имаше, да. Душо моја жена туѓа. Тоа е повторно мој текст, така? Точно, дебитантска награда. Така. Добивме на Валандово. Море не само дебитантски, трета награда. Трета награда беше, награда, не мој мајко не ме прашува, беше дебитантска награда. Така, трета награда. Од жирито или од публика? Од жирито, Од жири беше. Од жири, но одлично. Да, фестивалите и тие ги нема, не треба да ви е жал, значи минатата година се откажа, осам Тумба фест кој се одржа, меѓутоа во некои различни услови со многу протоколи, ми не се одржа во сала, туку во некој ресторан, на отворено и така натаму. Не е тоа во секој случај. Дали ќе ги има годинава, останува да се види. Имате ли желба повторно да настапувате на фестивали? Па ако се почне како што треба, Зошто да не? Зошто да не? Валандово мислам дека е еден од најдобрите и најстарите и најквалитетни песни испаѓаат. Не најстари, туку најстариот се разбира. Минатата година, значи 2000 година требаше да се одржа јубилејното 35-то издание на овој фестивал, што значи постои многу одамна, за жал. Условите и таа пандемија од COVID-19 си го направија своето и фестивалот не се одржа. Меѓутоа, она што го слушаме од организаторите е дека можеби ќе се одржи годинава, велам можеби, доколку ситуацијата со пандемијата оди на подобро, како што оди во моментот. Како што оди до сега. Можеби ќе се одржа во некои, се разбира, разни протоколи што ќе бидат пропишани и добро е тоа. Така нека живее музиката, бидејќи на народот му треба музика, особено во овие лоши времиња, кога се соочуваме со лоша болест, нели? Ајде малку да зборуваме за албумите. Пред малку спомна албум. Колку албуми имате? Еден? Два албуми имате. Првиот кога излезе и како се вика? Последниот е Домот го мирисам, 2012 мислам дека испадна, а другиот е поодамна, не знам точно која година, се вика Ромео и Јулија, тогаш беше наш член во групата вокалната солистка Верица Русева. Си имал и помош, значи не си бил само вокален солист. Имавме повеќе песни и со неа. Супер. Кога ги спомна песните со Верица Русева, значи имаш и дуети. Во дуетите се покажуваат гласовните способности или интерпретаторските способности на еден пееш, бидејќи не секој може да пее во дует. Со оглед на тоа колку е еден човек музикален, може да видиш од дует, бидејќи многумина може да се збунат со различен глас со себе, нели? Се надам дека сум во право кога го велам тоа. Значи имаш дует со Верица Русева, која веќе не живее овде, не можеме да ја поздравиме. И имаш уште еден дует, тоа е со Сузана Гавазова. Со Сузана Гавазова, песната Струмички белјаджија и 100 пати на ден се караме. Два дуети имаме со Така, добро. Значи, два албуми, неколку настапи на фестивали, многу свадби, многу настапи во земјата и во странство.
И тоа е тоа што ја одбележа вашата досегашна кариера. Она ми што ме интересира, пробате ли, вршите ли проби сега во време кога нема настапи? Сега почнавме наскоро, мислам, пред неколку дена почнавме да правиме проби, да не заборавиме да бидеме во континуитет. Така, бидејќи утре, задутре... Музиката оди си тече, излегуваат нови работи, треба да бидеме во тренд. Апсолутно, апсолутно. И да се... Исто така и кондиција, одржување. Апсолутно, ти се забораваат нештата. Не знам колку да си способен, ако не пробаш, ако не си во текст со нештата, тогаш може да се заборават. Некои нешта, добро е што сте почнале, бидејќи утре, задутре, како што одат нештата, сите треба да бидеме оптимисти, нели? Дека ќе се означи крај на таа пандемија и дека нештата повторно ќе почнат да се движат во нормала и повторно ќе почнат свадби, настапи во странство, дај Боже нека биде така, бидејќи навистина една од најзагрозените категории на луѓе во нашава земја, па и во светот се токму естрадните работници. Кога сме веќе кај тоа, државата чинам им помогна нешто на естрадните работници? Мислам да. Така? На тие што ги следува добиваат, тие што не ги следува. Така. Тие што плаќаат своја членарина во... Кои се зачленени, добиваат. Во друштво не естрадни работници. Ако не се вработени, има правила. Ако не се вработени, ако нема друг извор на средства, така е. Добро, задоволен си од сето тоа што се случи за овие изминати 26 години, така? Задоволен, презадоволен. Музиката е наша, како да кажам... Музиката ви е во крвта. Во крвта, да. Така, музиката е ваша... И тешко е кој човек не го работи тоа што го сака. Тоа е најдобро. За секоја професија, вклучително и за естрадата, најдобра е љубовта, нели? Без љубов нема ништо. Добро, кога зборуваме со Санда Митев, кога зборуваме за групата на Алегро, ќе тргнеме настрана во овој момент групата Алегро, за да ги подсетиме оние гледачи, оние од поновите генерации, како Санда Митев започна својата музичка кариера. Пред да го прашам јас нешто него, јас сакам да споделам нешто со гледачите. На времето, почитувани гледачи, таму некаде, почетокот на 90-тите, значи, може би има и 30 години. 92. Ете, така, значи, без малку 30 години, во Струмичкиот крај постоја 3 музички смотри. Едната беше во селото Сушица, другата беше во Куклиш и третата беше во Колешино. Во Колешино беше Подгорски глас, ако не се лажам. Да. Значи, три музички смотри на кои настапуваа пеачи аматери. Меѓу тие пеачи беше токму и Санда Митев. Санда Митев беше многу мал, го немаше 3 педи од земјата. Колку години имаше кога се запознавме, Санда? 12 години. 12 години беше тоа кое оделение ќе му дојде? 6-то оделение. 6-то оделение, кога Санде го видов прв пат во Сушица и понатаму продолжуваш ти. Со што настапи тогаш? Тогаш настапив со песна на нашиот драг постар колега Перо Христов. Еден од најдобрите. Македонци, Чеда Гоцеви се викаше песната. Да, многу убава песна. Македонци, Чеда Гоцеви, многу убава. И Санда го освои првото место. Не, второто место. Второто место. Прво место беше освоено од исто наша сограѓанка Љупка Николовска. Таа зеде прво место и јас второ. Така, второ. Мислам дека не пратеа Валандовски свадбари, а вие бевте водител. Да, јас бев водител на сите тие смотри и беше многу интересно да се слушна тие гласови, надежни гласови и навистина имаше голем квалитет. Еден од најквалитетните без друго беше Санда Митев и јас едноставно, условно кажано, се заљубив во тоа детенце и реков дека почна се. Така почна се. Значи едноставно сакав да му помогнам да гради своја кариера и тогаш бев некаква баба Вања и реков тоа дете еден ден ќе стане познат пеач. И еве го Санда Митев, денес е познат пеач
во позната група, една од најбараните и еден од најбараните вокали не само во Струмица, туку и пошироко. На колку смотри тогаш настапивте? На сите три си имаш настапено? На сите три имам. Настапено. Потоа имаше уште една во Секирник исто. И во Секирник, така. И сега да се враќаше со награди и ако не се лажам, настапи на тогашното издание на Струмичка пролет. Така. Тогаш имаше песни кои се компонираат, не само познати песни. Прв пат настапував кога не беше фестивалот, мислам, со ново компонирани песни. Тоа беше 2004-та. Така. Тогаш настапи со позната песна. Со позната песна. Од друг пеач, а потоа настапи со авторска песна. Со авторска песна, исто ваша авторска. Така, така и почна. Сашко Велков, Пролет таговна се викаше песна. Пролет таговна, многу убава песна, се сеќавам. Значи, Сашко Велков, познатиот македонски хармоникаш, беше автор на музиката, јас автор на текстот и беше тоа една од најубавите песни. Беше убав фестивал, мислам имаше уште една година, пак настапувавме. Биди моје најави имаше песна. Таа, пак мора. И толку повеќе не постоеше. Значи, почнуваме гледачи, ние имаме многу убава соработка со Санде Митев. Ние сме навистина големи пријатели. Не само соработка, ние сме пријатели. И семени пријатели станавме, со неговите родители, со неговиот татко, Бог да го прости. И тоа трае до ден денеска. Убавите пријателства, бидејќи се ретки во денешно време, треба да се нагуваат. Така ли е, Санде? Така е. И така започна, значи, кариерата на Санде Митев и еден ден се случи и таа 95-6 година, кога беше формирана групата Алегро, која екзистира до ден денеска. Плановите за понатаму кои се? Планови за понатаму да заврши тоа корона тајм, што викаме ние. Да си ги одработите свадбите? Да си ги одработиме свадбите, бидејќи има некои, значи, два пати се случи наскоро да одложиме по трет пат, да ја преместиме датата. Да. А договорите си стојат? Договорите си стојат. Капари си има земано. Капар си има земано. Чекаме да почнем. Тоа треба да се одработи, дај Боже, нека биде така. Мора да биде... Војни на фестивали, гостување ќе имаше, ама поради короната. Да, гостување надвор од државата, така. Имаше планирано. Добро. Доста гостување. Така. Тоа е што се случи. Кога зборуваме за авторските песни, уште две-три прашања имам за да ти се заблагодарам на крајот за твоето гостување во емисијава. Кога зборуваме за авторските песни, со кои автори најчесто соработуваш, освен тоа што го разговаравме, значи? Како текстописец, вие сте најзастапен. Да, но... За музика... Да, но соработувате и со Борче Нечовски. И со Борче Нечовски, да. Така. Студио XL Момировски Дејан. Дејан Момировски. Музика Златко Миладиновски имаме доста направено. Да. Има и неколку наши авторски. Супер. Од бендот, нашиот бенд Алегро. Супер. Ке продолжите и понатаму, се надевам, со тоа темпо, со правење авторски песни, бидејќи музичката сцена тоа го бара. Не може секогаш да вртите едни исти песни. Пред да влеземе во студиото, почнуваме гледачи, Санде ми рече, жал ми е, Чичко Џоко, дека многу од тие песни не успеа да заживеат, бидејќи такво е времето, дури и во естрадата, некаква мешаница има, многу е гужба во таа естрада, но јас како утеха му реков дека некои песни, ако се квалитетни, си го наоѓаат својот пат и не прашуваат за години. И му кажав два убави примера за две убави македонски песни. Едната е песната Розо моја. Розо моја и туѓа си бескрајно. И туѓа си бескрајно. Туѓа си бескрајно од Евто Пупиновски, чекаше да стане позната песна, можеби 20 на години. Беше извадена, како што велиме ние струмичани, од нафталин. И стана многу позната и се уште многу се бара. А таа што јас исто така една од моите омилени песни е Роза моја. Песна испеана на Тетово Фелк Фест од страна на Ибуш Ибраимовски. Беше
не беше се уште 21 век дојдено. Значи, може би беше 98-99 година, кога беше испеана на Тетово Фолкфест, и јас бев на тој фестивал, бидејќи се сеќам, ја земав наградата за најдобар текст за песна на Зуица Лазова, и песната помина, чина ми не заде награда, помина незабележано и така натаму. Мислам дека и во финале не влегува. Такво нешто се случи, и пазете, Ибуш Ибримовски е тетовчанец, а се пее на Тетово Фолкфест, е многу интересна ситуација, и песната чекаше и си го најде своето време и својата публика, и е еден од најголемите хитови. Заради тоа, сам да ти велам, не мора да се секирате околу тоа, дека песните не си го наоѓаат својот тек, тие си го наоѓаат некои нешта, живеат долги години, ако си го имаат квалитетот. Тоа е како понорница. Се нурнува, па потоа излегува на површина. Добро, сите вие бевте млади, бевте условно кажано зелени, ама сега сте семејни луѓе. Санде има сопруга и има две керки. И две керки, многу убави керки, многу умни керки, и на тато и на мама си личат. И како нештата одат во семејството, колкави се веќе керките? Големата керка е 13 години. 13 години век. Малечката има 6 полни. 6 полни. Сопругата работи. Работи, да. Живеете во Струмица, инаку Санде живееше во Василево на времето, ама се стана... Јас сум од Василево. Од Василево и така. И сега стана Струмичанец. Слушаат ли керките? Слушаат. Умни се? Умни се. Умни се. Задоволен сум. Задоволен, така. И тие треба да се задоволни, бидејќи имаат прекрасен татко и прекрасна мајка, да сте здрави и живи сите. Останува само да ти се заблагодарам за разговорот и да ти посекам успех во понатамошната кариера. Сам да не е многу зборлив, тоа го забележавте, почитувани гледачи, но од секогаш е таков, мирен, сталожен, помалку срамежлив, има трема, и таа трема никако да ја изфрли од себе, но не е ништо страшно. Санде, ти посакувам се најубаво и во животот и во кариерата. Благодарам. И така, за почеток ја слушнавме Домот го мирисам, потоа Мост со љубовта, и сега за крај, што ќе слушнеме? Птицо бела од Наум Петревски. Така. Птицо бела од Наум Петревски во исполнение на Санде Митев и групата Алегро за самиот крај. Ти благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Кај си, моја птицо бела, кај си што те нема, кај ми одлета. Лежа птицо сами тажем, овој живот лажем, го проколнува. Срце ниту сила, в душа имам, немам ништо без неа. Цели ноќи пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам и да ја заборавам. Летни птицо бела, преку сите неба и пронајди ја. Да ја прашаш птицо бела, дали колку мене та тагува. Срце ниту сила, душа имам, немам ништо без неа. Цели ноќи пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам, сакам да заборавам.
čula, što si videla. Solza roniš ptico bela, a ber ti mi nosiš bolna negnala. Nemam srce ni tucila, duša imam, nemam ništo bez neja. Celi noki pijam, celi denoj spijam, samo da ne ja mislim, ptico to ne moža.